Во кругот на бунарскиот систем Грдовски орман на комуналното јавно предпријатие Водовод пристигнаа цевките и другите материјали наменети за реконструкција на главниот потисен цевковод за водоснабдување на градот и на дел од населените места во општината. За проектот за обновување на доводната линија ќе се инвестираат 44,5 милиони денари, што општина Кочани ги доби како финансиска помош од државниот буџет по пренамената на средствата за изградба на карго аеродромот кај Штип. Договорот меѓу општината и владата беше потпишан во мај годинава, а дуктилните цевки од лиено железо со пречник од 508 мм, како и другите потребни материјали пристигнаа во текот на оваа недела. Наскоро ќе почне реализацијата на градежните работи, за што постапката ја води локалната самоуправа. Предвидено е да се заменат 2250 метри на постојниот цевковод од бунарскиот систем Грдовски орман во правец на градот, со што ќе се обезбеди поголема издржливост и долготрајност на системот. Оваа делница поминува низ оризовите полиња и представува негова најслаба точка. Цевководот е со вкупна должина од 5 километри, а во првата фаза, што се реализираше пред 10 години, беа реконструирани околу 1300 метри. Во оваа фаза ќе се обнови цевководот во должина од околу 1,5 километар, истакнуваат од комуналното предпријатие Водовод. Цевките на потисниот цевковод што се користат сега се со просечна старост од 4 децении, а поради нивната дотраеност често се случуваат дефекти и загуба на големи количини вода. Со реконструкцијата на главната доводна линија, Водовод ќе може да го обезбеди максималниот капацитет до потрошувачите од 285 литри вода во секунда. Општина Кочани планира за наредната година да инвестира 9 милиони и 400 илјади денари за изградба на фекални и атмосферски канализацијски системи во градот и дел од населените места. Сумата ќе биде обезбедена од сопствени извори, а веќе е поместена во буџетското планирање за наредната година, при што програмата со која ќе се инвестира во овој вид комунална инфраструктура веќе доби поддршка од Советот на општината. Во анализата на распределбата на средствата, впечатливо е дека 1/3, односно 3 милиони денари, се планирани за експроприација на земјиштето под кое ќе се поставуваат канализацијските цевки. При тоа нема дополнително објаснување дали се работи за трајна или пак за привремена експроприација додека се изведуваат градежните работи, поради што планираната сума ќе одземе значителен дел од парите со кои ќе се поставуваат системите за одвод на фекалната и атмосферската вода. Во образложението на програмата се наведува дека изградба на атмосферска канализација е предвидена на улицата Стево Теодосиевски, додека фекална и атмосферска канализација ќе добијат улиците Гемиџи и 23 октомври во централното градско подречје, како и улици во зоната лесна индустрија над каналот. Изградба на фекална канализација пак планирана е во населбата Оризари и во други населени места во општината, според потребите што ќе се јават во текот на годината. За изградба на фекалната и атмосферската канализација на споменатите улици, како и за одржување на решетките за атмосферска канализација во градот и населените места, планирано е да се потрошат 6 милиони денари. Останатите 400.000 денари пак се наменети за подготвување на проектната документација. Локалната самоуправа на Чешинова Облешево упати јавен повик за доставување иницијативи за изработка и донесување на урбанистички планови. Секој заинтересирано правно или пак физичко лице во тек на периодот додека трае јавниот повик може да достави иницијатива за изработка на урбанистички план. Иницијативите се однесуваат за урбанистички планови за населените места, како и за вон населено место. Освен тоа, може да се поднесе иницијатива за локална урбанистичка планска документација. Граѓаните и правните лица своите иницијативи може да ги доставуваат во електронска форма преку информацијскиот систем Е-урбанизам или пак во писмена форма во архивата на општина Чешиново Облешево. Предмет на иницијатива може да биде нов урбанистички план или пак измена и дополнување на веќе постоечки урбанистички план. Средствата за изготвување на потребната документација за иницијативите што ќе бидат прифатени треба да ги обезбедат правните или физичките лица кои се подносители на оваа иницијатива. Јавниот повик за поднесување на барањата трае до 16 декември годинава.
Сите редовни студенти од општина Кочани кои се запишани на државните универзитети ќе можат да аплицираат за стипендија од локалната самоуправа преку дигиталната интерактивна платформа М-заедница. Рокот во кој може да се поднесе дигиталната апликација е до 29 ноември. Целта е да се создадат услови младите како баратели на стипендии и корисници на новите технологии да можат што поедноставно и полесно да конкурираат за стипендии. Овој начин на аплицирање овозможува дополнителна директна комуникација на општината со подносителот на барањето, кој пак ќе има увид и во статусот на барањето, односно дали тоа е примено, одобрено или одбиено. По пристапот до М-заедница се оди кон дигиталното барање за поднесување стипендија. При тоа студентот избира категорија во која го поднесува барањето за користење стипендија, пополнува податоци и ги прикачува сите потребни документи. Со ваквото конкурирање се продолжува дневниот рок на пријавување од 8 на 24 часа, а за пријавување може да се користат и неработните денови. Преку мобилната апликација М-заедница, која е бесплатна и може да се преземе од Google Play и App Store, граѓаните можат лесно и брзо да влијаат врз акциите што треба да ги преземе локалната самоуправа. Од сега можат да аплицираат и за други субвенции што ги овозможува општина Кочани, истакнуваат од локалната самоуправа. Дигиталната платформа М-заедница има и веб апликација до која исто така може да се пристапи преку линкот www.mzaednica.mk. Граѓаните од Кочани можат да ја преземат апликацијата и да креираат свој профил, со што можат да придонесат за реализирање на подобра заедница. Кочани е една од трите општини во државата која што ја користи дигиталната платформа М-заедница како интерактивен модел за комуникација, односно за поврзување и со социјалните мрежи, што помага за побрз и полесен пристап до јавните информации. Од компанијата Автоатом доставена е писмена реакција поради обвинувањата во политичките припукувања во последните неколку денови. Неточни, непроверени и ispolitizirani се обвиненијата кои се адресирани на нашата фирма. Поради тоа принудени сме да реагираме и енергично да ги отфрлиме инсинуациите кои предизвикуваат револти кај граѓаните, посебно заради чувствителниот факт дека се работи за превоз на ученици. Челниците на партијата, која до вчера беше на власт, добро знаат дека превозникот Автоатом во изминатите 4 години не престанал да ги бара да ги наплати извршните решенија, откако ги утужи институциите од кои побаруваше уште во времето на ВМРО ДПМН, со задоснување на фактури во период од 5 до 6 години во 2017 година. Подоцна следуваше блокада на училиштата по основ на извршни решенија. Со доаѓањето на власт на актуелниот градоначалник Николчо Илиев, ние како одговорни во фирмата од него добивме замолница да се изврши деблокада на училиштата со ветување дека долгот ќе биде целосно исплатен. Во име на соработката покажавме разбирање и ја повлековме блокадата. Наредната година државата донесе одлука и обезбеди финансии за обештетување на фирмите по општини. Во тоа време со оваа одлука локалната самоуправа преку училиштата ја исплати само главнината и тоа го стори со задоцнување, а каматата одби да ја плати со образложение дека тоа не е нивна обврска. Сега прашуваме зошто во нивно време истите тие дозволија и не ни платија фактура по која подоцна моравме нашите права да ги остваруваме по судски пат, при што училиштето се изложи на дополнителни трошоци во таа постапка. Слушаме дека цените на Автоатом за превоз на ученици се 4 до 5 пати повисоки од редовните. Јасно и гласно ја информираме јавноста дека тоа е голема лага, бидејќи за релацијата Кочани-Грдовци цената изнесуваше 15 денари во еден правец, а не 120 денари како што некој ја замајува јавноста, се вели меѓу другото во писмената реакција од Автоатом Кочани. Солиден успех со освојување на третото место постигна младиот Филип Ангелов, член на боречкиот клуб Спартак од Кочани. Тој учествуваше на турнир во борење што се одржа во Скопје. Домакин и организатор на надпреварите беше боречкиот клуб Лирија во рамки на мемориалниот турнир Ментас Алајбегу и Ајруш Синани. Кочанскиот борач Ангелов се надпреваруваше во категоријата до 63 килограми и на крајот заслужено се најде меѓу тројцата борачи кои освоија медали.
Турнирот во Скопје имаше и меѓународен карактер, со оглед што покрај македонските учества и борачи од Косово и Бугарија. Во повеќето тежински категории во слободен стил се бореа над 100 учесници.